Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Виница со ребаланс ќе го крати општинскиот буџет за 7,85%. Ребалансот и кварталниот извештај заклучно со септември меѓу клучните точки кои се гласаа на 19-та редовна седница на Советот на општината. Економските теми и работењето на комуналното јавно претпријатие Солидарност во фокусот на 19-та седница на Виничкиот совет. Локалната самоуправа со нов ребаланс ќе го крати буџетот за 7,85% или за 21 милион денари. Кусокот е кај капиталните приходи, што се намалуваат за 5,5 милиони денари или за 41,24%, тоест приходите од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на државата. Се крадат и даночните приходи за 8,64% или за 4 милиони денари кај данокот на промет на недвижности и за 1.796.000 денари кај надоместокот за уредување на градежно земјиште. Намалување има кај приходите од самофинансирачки активности, како и кај наменските дотации. Причините за ребалансот на буџетот беа дискутирани на седницата на Советот. Одлуката ја поддржа мнозинството. Се разгледа и кварталниот извештај заклучно со септември годинава, според кој приходите на основниот буџет се остварени во износ од 183.429.305 денари или 59,85% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од 51.931.298 денари или 46,27% во однос на планираните. Даночните приходи се остварени со 41,32%, вкупните расходи на буџетот во износ од 180.145.404 денари или 58,78% во однос на планираните. Беше разгледан и усвоен и извештајот за доспеани ненамирени обврски заклучно со 30 септември, според кој вкупните обврски на општина Виница се 41.014.101 денар. Согласно владината одлука за зголемување на вредноста на бодот на државните службеници, зголемувањето на платите на државната администрација нема да биде за 5, туку за 4%. Советот ја поддржа оваа одлука со забелешка за задоцнато исплаќање на советничките паушали. Одлуката за зголемување на платите треба да важи од октомври. Советот го разгледа и усвои извештајот за финансиско работење на јавното комунално претпријатие Солидарност за првата половина од 2014. Предлог програмата од областа на располагањето со градежното државно земјиште за годинава нуди две парцели државно земјиште, локалитетот Илинденска и локалитетот Никола Карев. Овие две парцели се наменети за семејно домување во стамбени згради. Досега два пати беа на продажба, но интерес за нивно купување немаше. Според надлежните, доколку се појави интерес, општината ќе распише нов оглас за продажба. Намалените приходи што се остварени во изминатите 9 месеци изнудија ребаланс и на буџетот на општина Кочани за 2014 година. Измените и дополнувањата ги прифати Комисијата за финансии, а нив ќе треба да ги одобри Советот на општината на седницата закажана за вчетврток. Околу 25 милиони денари или над 410.000 евра помалку ќе бидат наплатени во буџетот на општина Кочани, заради што на 2 месеци пред крајот на годината е предложен негов ребаланс. Приходната страна на општинската сметка останува покуса во споредба со планирањата поради намалената наплата на одделни давачки, што претходно не можело да се предвиди. Најголем удел во потфрлањето има надоместокот за уредување на градежното земјиште или популарните комуналии, заради што општината е принудена да направи измени и дополнување на буџетот за оваа година. Таквата состојба ќе се одрази и врз намалувањето на вложувањето во капитални расходи, беше речено на седницата на Комисијата за финансии и буџет. И градежните работи намалено е од 84.451.000 денари, капиталните трошоци, на 63.846.000. Сега ќе кажете дека е тоа многу, меѓутоа е вака. Ако го земете извештајот предходен, ќе видите дека тоа де факто не е намалување на работите, туку на средствата кои се ќе бидат платени оваа година, што може да се платат, а сите други останати ќе одат во наредната година. Намалувањето на приходите и потребата од ребаланс на буџетот го наметна прашањето како измените ќе се одразат врз работењето на општината. Посебно интересно за членовите на комисијата беа помалите приходи од продажба на градежно земјиште и од наплата на комуналии, што ја менува буџетската структура. Буџетот наместо да биде развоен, ќе биде административен,
во најголема мера потрошен за плати, привремени вработувања, за останати материјални средства. Меѓутоа, генерално значи само во услуги кои што најголем дел граѓаните не можат ниту да ги почувствуваат, ниту да ги видат. Сето тоа на сметка на капиталните расходи на изградба на улици, тротоари, патишта, подпорни ѕидови и така натаму. Појаснувањето од општинската администрација беше дека воопшто не станува збор за намалување во изведувањето на градежните работи, туку само во делот кога локалната самоуправа ќе плати за нив. Тендерите што се распишани и што се превземени, работите не може да се платат сега се до крајот на годината, затоа што и ќе останат незавршени работи. Значи, капиталните инвестиции не се намалуваат во работа. Они се превземени и ќе се извршуваат. Единствено плаќањето нема да се изврши оваа година. На седницата на Комисијата за финансии и буџет беше побарано подобро менаџирање со продажбата на градежното земјиште, за да нема големи влијанија врз приходите на општината. Предлогот за ребаланс на буџетот ќе се најде на разгледување пред советот на седницата закажана за вчетврток. Формиран е Центар за подршка и консултативни услуги за малите и средни предпријатија од Источниот регион. Носител на проектот е Центарот за развој на регионот со финансиска подршка од Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации. Источниот регион доби бизнис центар што треба да дава подршка и консултативни услуги за малите и средни предпријатија во 11 општини во регионот. Анализите покажале дека првиот проблем со кој се среќаваат ваквите предпријатија е пристапот до финансиски средства што им се потребни за да започнат и да продолжат со работа. Вториот проблем пак се бирократските процедури што треба да ги поминат за да стартуваат и да отворат работни места. Токму затоа новоформираните бизнис центри треба да им ги обезбедат потребните информации во вистинско време, со што би се олеснило нивното функционирање. Бизнис центарот за Источниот регион ќе биде со седиште во Штип, а подршка за неговото формирање дојде од Министерството за локална самоуправа, како и од Програмата за развој на Обединетите нации и UNDP. Ова е еден од 5 вакви центри кои што ќе се отворат и во останатите плански региони во соработка помеѓу UNDP и Министерството за локална самоуправа и општините во овие региони. Нашата крајна цел е да се промовира растот и просперитетот преку поттикнување и отварање на малите и средни предпријатија кои што секако ќе отворат и нови работни места. Од Министерството за локална самоуправа излегува со оценка дека формирањето на бизнис центарот треба да овозможи дополнителни предуслови за подобрување на стопанскиот развој во регионот. Тоа е многу добар проект, бидејќи ќе се направи и водич во кој што ќе се мапираат сите региони од овој центар, сите нивни добри страни, природни богатства, човечки ресурси и се надеваме дека потенцијалните, а и пред се постојаните инвеститори ќе имаат поголема можност за инвестиции овдека и за развивање на регионот и отворање нови работни места. Центарот ќе помага доколку има одредени законски измени што се однесуваат на работењето на предпријатијата. Од Источноплански регион изразуваат задоволство што центарот започнува со работа. Целта крајна ни е да направиме што е можно подобри услови за развој на бизнисот, односно да направиме што е можно поквалитетни компании кои што ќе отворат нови работни места и секако ќе привлечеме нови инвеститори, со што ќе намалиме стапката на невработеност, која што ни е еден од најголемите проблеми на сите општини, на сите градоначалници. Формирањето на бизнис центрите во регионите во Македонија е резултат на преземените искуства од европските држави, каде тие веќе функционираат повеќе години и даваат позитивни ефекти. Нема драстични промени во висината на исплатените нето плати во државата во изминатиот 12-месечен период. Намалување е регистрирано кај производните и кај одделни услужни дејности. Нето платите во целата држава се замрзнати на нивото од пред една година. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август годинава во однос на истиот месец лани изнесува само 0,5%. Ваквото минимално зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во стручните, научните и техничките дејности за околу 9%, потоа во градежништвото за 5% и во уметноста, забавата и рекреацијата за 4,8%.
намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август во однос на претходниот месец има кај градежништвото, потоа во административните и помошни услужни дејности, како и во преработувачката индустрија. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во првите 3 квартали од годинава изнесува 21.217 денари. Во август оваа година околу 1,5% од вработените во Република Македонија воопшто не примиле плата. 2 нови работилници доби Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Ке служат за вршење на практична настава за профили од машинско-енергетската струка, а со нив значително се подобруваат и условите за работа со учениците. Со цел подобрување на условите за вршење на практична настава, одговорните во Средното општинско училиште Гошо Викентиев преградуваат работилница која што ќе служи за потребите во профилот машинско-енергетски техничар. На овој начин ќе се овозможи сите потребни машини и уреди кои досега беа распрскани и несредени, сега да бидат на едно место. Целта нова работилница која преградуваме, која ќе служи за машинско-енергетски техничар профилот, е да обезбедиме на учениците едно катче, каде што ќе може да бидат изложени сите овие машини и уреди и опреми кои успеавме да ги набавиме, да бидат поставени на видливо место одделно од стругарската работилница во која моментално се наоѓаме. Освен ова, паралелно се работи на уредување на уште една работилница за одвивање на практична настава во профилот компјутерска техника и автоматика од електротехничката струка. 2 простори ги споивме во една со цел да се обезбедат услови за еден друг профил, исто за обезбедување услови за практична настава, тоа е за профилот компјутерска техника и автоматика од електротехничката струка. Секако и останатите профили ќе можат овде да обавуваат дел од практичната работа со темите кои се застапени во оваа област. Двете работилници се мала, но значајна инвестиција на самото училиште и се реализира со помош на вработените и учениците како дел од практичната настава. Неодамна училиштето набави машини, уреди и опрема за потребите на машинската и електроструката. Со цел изучување на најновата технологија што се нуди во државата, учениците и професорите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев го посетија 40-тиот меѓународен сајм на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита во Скопје Технома. Остварија значајни контакти со фирми за понатамошна соработка. Користењето на иновативни технологии ја подигнуваат свеста за важноста на квалитетот како најдобра бизнис практика за лансирање и промовирање на производите на саимските манифестации. Учениците и професорите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев присуството на меѓународниот сајм Технома го искористија да остварат контакти со фирми кои ќе им бидат од големо значење за понатамошна соработка. Организирано заедно со учениците го посетивме сајмот за техника Технома во Скопје, каде што учениците имаа можност да се запознаат со најновите достигнувања од техниката, од индустријата. Собравме доста проспекти, флаери, остваривме контакти со одредени фирми, со можност понатаму да соработуваме со истите. Мислам дека позитивно ќе влијае на учениците разгледувањето на најновата технологија што се нуди во држава. Инаку Технома представува бренд кој 4 децении ги обединува представниците на најголемите домашни и странски производители од областа на металургијата, електротехниката, енергетиката, неметалите, градежништвото, обезбедување и заштита. Технома заедно со придружите манифестации предизвикува внимание на повеќе од 25.000 посетители. Книжевниот фонд на библиотеката Ванчо Праке во Виница збогатен со најнови наслови и популарна литература. Се очекува и вториот дел од едицијата Звезди на светската книжевност. Книгата успешно одолева на трендот на дигитализација, иако предизвикот е несомнено голем. Библиотеката Ванчо Праке постојано е во текст со најновите изданија и располага со одличен книжевен фонд, како во Виница, така и во подрачните клонови. Библиотеката од Ванчо Праке Виница располага вкупен книжен фонд околу 55.000 во градската библиотека, а инаку имаме исто така и подрачни клонови. Таму располагаме околу 10.000 книжен фонд. Бројот на запишани членови сепак бележи блага надолна тенденција како резултат на достапноста на книги во електронска форма.
Членарината изнесува скромни 100 денари и се однесува на една календарска година, а по изготвувањето на софтверското решение, членувањето ќе може да се регистрира од датумот за членување и ќе важи до истиот датум наредната година. Вкусот на читателите разновиден, но најмногу се бараат популарни наслови. Членството, како да кажеме, бидејќи е многу распространет интернетот, сепак оваа година како намалување има библиотеката за разлика од претходната година. Имаме околу 1000 читатели до сега, претходно имахме околу 1100, 1200 и така. Инаку најбарани книги во нашата библиотека се книгите на Коста Петров, Винка Саздова, Венко Андоновски, па и други. Нови наслови се 50 нијанси сиво, најмногу исто така барана читана книга. Последното кафе, мисла, ја имаме книгата од Коста Петров, исто така барана, се гледаме на врвот, многу читана книга. На читателите во Виница на располагање име и едицијата Звезди на светската книжевност. Во скоро време се очекува Министерството за култура на Република Македонија да го испорача и вториот дел од ова издание. Филмот До Балчак во режија на Столе Попов од среда на располагање на Кочанци. Цената на влезницата е 80 денари. Од среда започнува прикажувањето на проекциите на филмот До Балчак во режија на Столе Попов во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за една сурова и романтична сторија, необична приказна стара 100 години, која делува современо, актуелно и провокативно поради повторување на историјата, испреплетена со силни емоции и разгорени страсти. Концептот на отворена релација помеѓу исламот и христијанството го прави филмот особено интересен за современата публика ширум светот. Дејствието на филмот До Балчак се одвива во годините на колапс по македонското востание од 1903. Актери се Сашко Куцев, Мартин Јордановски, Тони Михајловски, Искра Ветерова, Мики Манојловиќ, Никола Ристановски, Драган Спасов Дац и други познати личности. Филмот е за лица постари од 12 години или за помлади со придружба на родител. Ке се прикажува од среда до сабота во 20 часот. Цената на влезницата е 80 денари. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Детските фудбалски лиги со локални дерби надпревари. Со тоа беше комплетирана неделната фудбалска понуда. Во позадина на лошите случувања во фудбалот, викендов се одигра редовното коло во Детската фудбалска лига Источен регион. Резултати: Генерација 2001, Кочани Фудбал Старс 1:1, Саса Каменица Слога 1:5, Зарновка Осогово 0:1 и Академија Постолов Младост Оризари 7:1. Во генерацијата 2002 беше одигран еден надпревар, Кочани Фудбал Старс со резултат 2:3. Генерација 2002-2003, Каменица Саса Слога 0:2, Зарновка Осогово 0:0 и Постолов Младост Оризари 5:3. Во рамки на четвртото коло од Општинската фудбалска лига Кочани пак Бирлик загуби од Фудбал Старс со резултат 2:8. Временската прогноза беше последната информација во вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.